Освен проблемите со оштетена коса, статистиката покажува дека повеќе од 60% од жените се соочуваат со ретко влакно и коса без волумен. Постојат повеќе начини како да се справите со овој проблем. Еве дел од нив. Правилни препарати со соодветна намена се клучното решение за коса без волумен. Изберете шампун со алоe вера, екстракт од мандарина или зелен чај. Соодветната маска за коса исто така ќе помогне во решавањето на овој проблем. Во домашни услови може да подготвите спреј за коса. Измешајте мед и чаша млака вода и ставете ги во шише за спреј. Измиената коса распрскајте рамномерно со добиената смеса. Освен волумен, овој третман ќе даде и сјај на косата. Многу е важно производите за облекување на коса да ги употребувате во правилната препорачена количина. Фенот за коса не го употребувајте само за облекување со врел воздух. По фенирањето изладете ја косата со студениот воздух од фенот. Доколку и понатаму не можете да дадете волумен на вашата коса, направете со илузија таа да изгледа поубаво. Тапираната коса изгледа бујна и со поголем волумен. Секако немојте да претерувате со агресивно тапирање, со што би и дали неуреден изглед на косата. Во секој случај најдоброто решение за косата без волумен го има вашиот фризер. Нашата денешна препорака е третман за зголемување на волуменот на косата. Третманот за зголемување на волуменот на косата го започнуваме со шампун за волумен. Шампунот има цитрусен невен, гераниум, клементина и лимон. Ја мие кршливата и слаба коса, давајќи и јачина и тело. Го подобрува волуменот, ја збогатува мекоста и тонизира. Содржи бленд од биосоја, протеини, биоџумбир и биобадеми. Се нанесува на влажна коса и се прави масажа, која што е навистина пријатна за клиентот, и потоа се плакне. Како следна постапка е нанесување на кондиционер со ефект на волумен, чиј мирис е цитрусен и содржи невен, гераниум, клементина и лимон. Помага за лесно расчешлување и хидрира без да додава тежина. Спречува појава на разлетена коса и спречува појава на раздвоени врвови. Се нанесува на влажна коса и се остава да делува 2 до 3 минути и потоа добро се плакне. Како следна постапка е нанесување на спреј за коренот на косата кој дава волумен. Мириса прекрасно, мирисот е цитрусен, невен, гераниум, клементина и лимон. Гарантира волумен дури и на најтешките коси. Благодарејќи на специјалната прскалка, подига од коренот према врвовите без да додава тежина. Ја олеснува процедурата на обликување. Се нанесува на влажна коса по шампонирањето и кондиционирањето, по потреба се расчешлува обратно. Како следна постапка се нанесува пена за обликување која не се плакне за поголем волумен. Дава волумен и тело за флуидно обликување, гарантира средно до силно зацрстување со нежен природен изглед. Ја заштитува косата од надворешни штетни влијанија. Се нанесува на влажна коса, се масира и не се плакне.